Четврти месец сме со апсолутна нула, без екзистенција и бараме итни промени на мерките и протоколот за одржување на веселби. Ако корона има за музичарите, а нема за гласање, ние музичарите нема да излеземе на гласање. Ова се пораките од денешниот мирен протест на музичарите од Источна Македонија во Штип, како одговор на одлуката на владата дека не смеја да се одржуваат свадби и други прослави, ниту било какви музички настани во внатрешните и надворешните делови на угостителските објекти. Пред присутните од Штип, Пробишти, Прадовиш, Делчево, Берово, кои освен со музиката во свадбената индустрија се вклучени како сниматели, цвеќари и угостители, прв се обрати штипскиот музичар Горан Тодоровски. На овој наш собир е да упатиме еден апел пред се до Комисијата за заразни болести да изготви протокол и за нас, бидејќи четврти месец веќе сме со апсолутна нула. Така ли? Влегуваме и во петиот месец, а веруваме дека и шестиот месец свадбите на 70% од вас ви се откажени. Тоа значи дека пола година сме со нула примања. И испраќаме еден апел да се најде решение за сите нас кои сме засегнати, зборувам за целата оваа свадбена индустрија. Јордан Тонев Зурла, исто така штипски музичар и еден од организаторите, истакна дека одредени протоколи во угостителството се укинати, освен оние кои се однесуваат на музичарите. Ние само бараме да ни се овозмочи честно да обезбедиме екзистенција за нашите семејства. Воедно упатуваме апел во најскоро време да се донесе протокол за организирање на поголеми прослави. Со ова прашање се засегнати не само музичарите, туку и голем број мали бизниси кои се на работна пропаст. Најдециден беше познатиот Неџо Кинг од Струмица. Ако не дозволуват, како што дозволија во кафичите, во конфекциите со 300-400 души, и ако мислат гласањето нема корона за гласање, само за музичарите има, тогаш ние се сложиме сите музичари во Македонија, нема да гласиме, да знаете. На протестот присутни беа и музичари кои претежно свират рок. И тие се многу засегнати од целата ситуација, дознаваме од Благојан Донов, член на штипската рок група Hotline. Сите настапи сега во летниот период, сите мотособири што ги имаме свирано, се отстапени од одржување и пред други манифестации што сме ги правеле. Протестот е одржан во рамките на иницијативата од околу 1700 музичари од државата, под мотото Музика сега. Од нив веќе е подпишана петиција за итно враќање на музичките настани, која е веќе доставена заедно со писмото на предлози до сите релевантни фактори во државата, како што се влада, Министерство за култура, Министерство за економија и повеќе амбасади. Во текот на наредната недела, музичарите очекуваат одговор за решавање на нивниот екзистенционален проблем.